Добро вечер. Се уште неизвестност околу можниот состав на новата влада, откако председателот Ѓорѓе Иванов одлучи мандатот да не го додели на втората партија според број на освоени гласови, туку да остави можност Заев или некој друг да му достави доказ за собрани 61 пратеник. Опција која што повторно топката воглавно освен на Бихачка или поново Павел Шатев ја враќа и во дворот на Демократската унија за интеграција. Вечерва во Топ тема. Парламентарното и владино мнозинство заглавено меѓу правните игри на председателот Иванов и неодлучноста на Ахмети. Клучот за состав на нова влада останува во рацете на Ахмети. Зашто ќе се одлучи Дуи? Зошто пропаднаа преговорите со ВМРО ДПМН и зошто е толку тешка разделбата Груевски Ахмети? Што ќе се испорача до Заев? Личните, партиските, етничките или државните интереси? Што е на преговарачка маса? Многу прашања и натаму остануваат отворени, затоа вечерва во Топ тема на Жешко Столче, Бујар Османи, портпарол на Дуи. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Ќе ги вкрсти дилемите и прашањата со мојата колешка Катерина Блажевска. Добро вечер и за вас. И Газмет Ајдини, поранешен новинар и пиар стратег. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Господин Османи, за почеток, која е позицијата на Дуи во однос на последниот потек на председателот Иванов сред игра да ги менува правилата и наспроти тоа што првиот пат го додели мандатот на Груевски директно, иако нема 61 пратеник, сега бара доказ со потписи за мнозинство? Вака, мислам прво дека проценките треба да ги дадат експертите, уставните експерти по тоа прашање. Ние имаме наш став, јас имам и личен став по тоа како сметам дека треба да се интерпретира членот 90 од Уставот. Господинот Иванов на председателот Ахмети ги образложи сите причини зашто ја донел првата одлука, зашто ја донел и втората одлука. Еве и мој личен став е дека всушност последнава одлука на Иванов е во рамки на таа интерпретација што сметам дека е на членот 90 од Уставот, а погрешна беше претходната одлука. Затоа што сметам дека 20 дена што ги предвидува членот 90 не се за формирање на мнозинство, туку за формирање на влада и за формирање на програма на влада, а мандатот го добива тој што веќе има обезбедено мнозинство. Барем така законот... Тоа е ваш став или став на Дуи, бидејќи Талат Џафери излезе со сосема друг став, дека Иванов треба да го даде мандатот на второпласираната партија и дека со ова што го направи ја објави бомбата за растурање на највисокиот законодавен акт. Јас кажав дека тоа е моја лична интерпретација на тоа. Господинот Иванов има објаснето на председателот Ахмети дека всушност првата одлука ја донел врз основа на досегашната пракса, дека дал председателот Глигоров или кој друг дал мандат на председател на партија со 38 пратеници, некогаш без да се обезбеди мнозинство, додека сега го интерпретира Уставот. Јас пак ќе кажам, не може Дуи да има став по однос на интерпретација на уставниот член, затоа што тоа треба конституционалистите, односно уставните експерти тоа да го прават. Јас сметам дека овој закон, односно овој член од Уставот предвидува 20 дена да се за формирање на влада, а не за формирање на парламентарно мнозинство, бидејќи мандатот го добива кандидат на партија или партии кои што имаат мнозинство во собранието. Барем така вели член 90 од Уставот. Мислам дека господинот Иванов требаше да го прави тоа уште веднаш после изборите, да не даде мандат на никој, туку да чека партиите да се консултираат меѓу себе и кандидатот кој што ќе обезбеди мнозинство да го докаже тоа за да го добие мандатот. Така да се согласувам со вас дека разликата во интерпретацијата тогаш и сега е несоодветна и мој придонес во таа дилема на тоа како се интерпретира Уставот е дека сметам дека тогаш требаше председателот Иванов да не даде мандат на никој, туку да чека кандидатот на партијата, односно партиите да докажат дека има мнозинство, па после да се дадат 20 дена за формирање на влада и програма на влада, токму како што вели Уставот. Ви одговара ли тоа на вас, односно и одговара ли тоа на Дуи со оглед на фактот што дека и тие 20, вклучително и оние 10 дена беа потрошени,
без при тоа партијата да најде ниту еден аргумент за 5 опции? Видете, ние ја слушаме... Или уживате во ситуацијата дека сте главен фактор? Не, ние ја слушаме дебатата зошто не го доби мандатот господинот Заев, дали требаше, не требаше. Мислиме дека тоа и не е толку важно. Апсолутно не е важно кој го има мандатот, важно е кој може да обезбеди мнозинство. И мислам дека тоа е главната дилема што треба да ја дебатираме. Другото е прашање на одржување на морал, на членство, на партија и е помалку битно во самиот процес на разрешување на кризата во која што сме влезени. Значи, вистинската дилема не е кој го има мандатот, туку кој може да обезбеди мнозинство. Дуи Ево клучна улога, ние сме свесни за одговорноста што ја имаме и одлуката што ја носиме и затоа сме толку внимателни во донесувањето на ова одлука. Сме кажале дека не ни е битна воопшто политичката судбина на едната или другата македонска политичка партија, ги отфорливме сите обвинувања дека во ДУИ има некакви дебати дали со ВМРО или дали со СДСМ. Ние сме концентрирани на реализација на нашата платформа, на нашиот договор кој што го имаме подпишано со Таа дилема постои дури и вечерва кај мене, не знам кој Бујар Османи е во право. Тој што зборува вечерва дека битно е кој ќе обезбеди мнозинство или Бујар Османи, портпаролот на ДУИ, кој што во интервју за Гласот на Америка рече дека најбитен е принципот победник со победник. Тоа е сосема друга тема. Тоа е сосема друга тема. Значи, тоа е во аргументација на опциите. Јас кажувам дека не е битно кој го има мандатот за формирање на влада. Зборувам не во делот на тоа што мисли ДУИ, туку во правната разрешница на целата состојба. Не е важно кој го има мандатот. Важно е кој успева да прави 61, во тој момент тој по автоматизам го добива и мандатот. Но тоа може да значи и ручење на принципот така да не ви беше соодветна компарацијата, бидејќи мојата аргументација во однос на принципот победник со победник е сосема друга тема. Тоа е во однос на аргументите про и за 5 опции што ги има доиставено на маса. Ке ги разговараме сите тие опции. Кој е реалниот став на ДУИ? Бидејќи многу работи остануваат нејасни и по синокешното интервју на лидерот на оваа партија, господинот Али Ахмети за тетовската телевизија Арт, каде прво изјави дека поглавието за преговори со ВМРО ДПМН е затворено, за и понатаму да ги остави отворени сите 5 опции кои што подразбираат и влада со ВМРО ДПМН, а за на крајот да заклучи дека на крајот конечната одлука на Демократската унија на Демократската унија ќе биде правилна, како што рече, и во дослух и со препораките од меѓународната заедница. Тука ја почнуваме и првиот тематски сет од дебатава со моиве кодомаќини и гости вечерва. Првото прашање од Катерина. Повели Блажевска. Па еве тоа е моето прво прашање. Значи, после вчерашното интервју на господинот Ахмети не добивме појасни позиции каква е состојбата сега. Значи, дали ќе може да објасните како е можно да постојат повторно 5 позиции, ако во исто време господинот Ахмети вели дека поглавието со ВМРО е веќе затворено, и ако една од останатите 4 позиции е одење на ДУИ во опозиција, што со оглед на математиката де факто би значило и одење на нови избори. Односно, доколку таа позиција е некаква опција, дали тоа може да значи дека ДУИ е подготвен да даде поддршка на еден владин состав, но сепак да остане во опозиција? Значи, вака, прво, мислам дека имаше погрешна интерпретација на ставот на господинот Ахмети дека поглавието е завршено. Затворено. Да, затворено. Господинот Ахмети рече дека една фаза од процесот е завршено, кој што беше како уставна категорија предвидено, една фаза од процесот е завршено, меѓутоа не е една опција исклучена од тие 5 опции. И затоа ја продолжи реченицата дека едно поглавие е завршено, меѓутоа 5 опции остануваат. Јас пред изборите лично имам кажано дека, односно имаме проектирано дека ДУИ ќе биде клучот на идната влада, а пин кодот на тој клуч, метафорично имам кажано, ќе бидат 5 заклетви кои што ДУИ ги има поставено како дел од договорот што го подпишавме, фигуративно пак ќе кажам, со албанскиот народ на денот на изборите. Кои се тие 5 заклетви? Тоа е јазичната еднаквост, економската еднаквост,
консензуалност во одлучувањето, правната држава и НАТО сега. Значи тоа се прашања кои што не може да бидат почетни позиции на преговори за идната влада, туку се услови без кои се не може. Едноставно ни еден пин код не може да отвори врата без ако фали една буква од нив. Така да затоа дебатата не се однесува на тоа која опција дали е завршена, туку дали тој пин код успеа да ја отвори вратата за било која од тие опции. Дебатите кои што ние ги почнавме, дебатата која што ја почнавме во партијата, едноставно не заврши на 29-ти. Не беше исцрпена таа дебата, немаше доволно аргументи за ние да се определиме. И затоа остануваат 5 опции, меѓутоа едно поглавје, една фаза од процесот е завршена. 5 опции остануваат на маса. Ако се вратам, се извинувам, морам да ве прекинам, ако се вратам назад, некаде во 2014 кога влеговте во коалиција со ВМРО ДПМН, како што вие велите, и тогаш еден од пин кодот беше интеграција во ЕУ и НАТО како два услови. Ве цитирам. После 6 месеци по извештајот на Европската комисија за прогресот на Македонија и по октомврискиот самит на НАТО, ДУИ ќе ги происпита своето коалицирање во владата. Че вие сега велите 20 дена се малку, а вие од 2014 до 2017 3 години имавте и тој пин код се уште ви е важички, имајќи предвид дека тапкаме во место. И покрај сето тоа, вие се уште имате идентичен однос и ниеден аргумент не ви превагнува на ниту една страна во однос на субјектите на политичката сцена кои би можеле да бидат ваши потенцијални коалициски партнери. Нели ви изгледа сето тоа една лажна симетрија и да не речам демагогија после толку време? Не, затоа што дозволете ми да објаснам. Прво 2014 точно е дека едно од ветувањата главни на ДУИ беше прашањето на јазикот. Бидејќи тоа е единственото. Не ви беше прашањето. Вие рековте ги ставаме националните приоритети пред интеграцијските. Сакам да стигнам таму. Значи, во кампањата, прашањето на јазикот ни беше основен столб на кампањата. Меѓутоа, во текот на преговорите, председателот Ахмети рече, ќе го повлечеме тој приоритет подолу во низата на приоритети и поради тоа што немаше согласност помеѓу коалиционите партнери, формиравме така наречена тематска влада од 6 месеци, во кое што како основен приоритет, дури подпишавме договор помеѓу ВМРО и ДУИ, дека единствен приоритет како тема на таа влада во првите 6 месеци ќе биде интеграцијата во НАТО, затоа што бевме засегнати од регионалните геополитички движења. И зашто не го преиспитав? Веднаш почна политичката криза уште од првиот ден, уште во 19 часот после изборите, господинот Заев го бойкотираше собранието, не ги призна изборите, почнаа прислушувањата и почна кризата и веќе се спостираше и тој и приоритет понатаму, бидејќи ситуацијата можеше да излезе од контрола. И ДУИ влезе во ситуација на одржување на стабилноста на државата, на одржување на еден интеретнички македонски конфликт да не премине во интеретнички македонско-албански, што можеше да се случи со Куманово 9 и 10 мај. И целата енергија беше како да се задржи тој конфликт на ниво на политичка дебата и кавга, да не помине во интеретничка криза, во безбедносна криза и затоа сега вие можете да кажете дека барате алиби, меѓутоа граѓаните се сведоци дека ние немавме мандат од 2014 до 2016. Не, јас ве прашувам зошто сега ниеден аргумент не ви натежнува кон една или друга соглед што се сте поминале? Затоа што конкретен ќе бидам. Затоа што, например, ако се 5 заклетви, кои што реков не се прашања на почетни позиции на ДУИ, туку се услови без кои се не може. Со ВМРО ДПМН не можевме да ја поминеме точката 4, правна држава, во кој што влегува прибе и влегува специјалното јавно обвинителство. Сакате да кажете за јазикот ВМРО прифати се? Сакам да кажам дека единствен момент, можеби во историјата на независна Македонија, е денеска, кога немаме никаква разлика со СДСМ и со ВМРО по однос на етничките прашања. Јас ве прашав, дали ВМРО ДПМН ги прифати вашите барања во однос на јазикот? Одговорете ми конкретно. Ако до сега целата дилема и проблеми беа заради различната интерпретација меѓу албанскиот блок
и македонскиот блок на политички партии по однос на тоа како се интерпретира членот 5 од уставот, дали албанскиот јазик е на ниво на локална самоуправа или на ниво на цела држава, ви кажувам дека со СДСМ и со ВМРО ДПМН во моментот немаме разлики по однос на етничките прашања. Господине Османи, уште еднаш ве прашувам. Да. Дали ВМРО ДПМН ги прифати сите ваши барања во однос на јазикот? Се додека... Одговорете ми конкретно, без да го споменувате СДСМ. Ве прашувам за ВМРО Се ДПМН. додека не заврши целиот процес на преговори, бидејќи не сме се одлучиле за било која опција, сметам дека нема да му помогнам на преговарачкиот процес доколку навлезам во детали во однос на ставовите на партиите. Тоа што можам да кажам и мислам дека е доволна порака дека и двете македонски политички партии се во фаза да немаме разлики во однос на етничките прашања и сметам дека е ова едно големо постигнување во македонско-албанските односи кои што само треба да се материализира. Со оглед дека точката 4 ви била само проблем, правната држава, по-конкретно предпоставувам зборуваме за мандатот на СЈО, тоа значи индиректно потврдувате дека вие прашањето за двојазичноста сте го решиле со ВМРО ДПМН. Ви благодарам. Значи, не можам да кажам ништо во однос на преговорите, само кажам дека двете македонски политички партии и ние како представници на албанците имаме речиси немаме разлики по однос на етничките прашања. Пред да му дадам спор на едини, дали е точно дека ДУ има подготвено документ, меморандум, non-paper, сосема небитно како се вика, со свој предлог решенија по сите 5 точки од условите на ДУ или како што велите за клетвата и дека тој документ со тие предлог решенија во идентична форма е доставен и до двете партии. Значи, пак ќе кажам, не можам да навлезам ниту во техничките детали, ниту во конкретните, меѓутоа секако дека ДУИ по однос на сите овие прашања има разработено целосна логистичка поддржна документација, бидејќи не се тоа само флоскули, туку се тоа вистински барања со вистинска динамика на предвидена, проектирана динамика на реализација. Така да постои документ во ДУИ. Секако, меѓутоа не можам да навлезам во делот на преговарачкиот процес, бидејќи нема да му помогнам на процесот. Да заврши... Едноставно е прашањето, дали е тоа документ кој што им е даден и на двете партии? Бидејќи претпоставувам дека врз основа на тоа го влечете и заклучокот дека и двете партии имаат идентични позиции. Значи, ние имаме комуникација и со ВМРО ДПМН и со СДСМ во текот на целиот овој период, на различни нивои се состаноците, од ниво на председатели до на ниво на работни групи и од тука ја извлекувам оваа констатација која што само што ја кажам. Ајде ни повелете. Добро, очигледно дека господин Османи е долго во пиарот и знае да го одбегне тоа што не сака да го кажа во моментов, а тоа се преговарачките позиции, веројатно би било тоа нормално. Ја би вратил малце кај вчерашната одлука на господинот Иванов. Мислам дека се слагаме дека господин Иванов и веројатно тоа беше и ваша констатација дека имаше различен пристап во делегирањето на мандатот во првиот момент и сега со господинот Заев, но би сакал да слушам ваш коментар и околу другиот услов што го постави господин Иванов, а тоа е условите на програмата, владината програма, кај што има два услова, да не ги спомнувам, се спомнува во текот на денот доста. И уште нешто што има врска со понатамошниот процес што мене многу ме интересира, затоа што се појавија денес во текот на денот шпекулации дека веќе се собрани 61 подпис. Имаше некои шпекулации по портали на албански јазик. Она што мене ко условна теза ме интересира е дали процесот ќе се одвива вака. Прво подпис па преговори, односно или преговори со услови прифатени па подпис за мандат. Прво, мислам дека јас сватив прашањето. Прво во однос на тие услови на господинот Иванов, да кажам дека ние не го признаваме легитимитетот на господинот Иванов како председател. Присуството на господинот Ахмети таму беше по барање на странските дипломати. Прво по-конкретно господинот Ахмети го кажа директно американскиот амбасадор побара од господинот Ахмети да се сретне и чисто во почит кон амбасадата и партнерството што го имаме, Ахмети го надмина тој момент и ја направи таа средба. Прво во однос на тие услови господинот Иванов нема надлежност во програмата на владата, ниту владата е должна, идната влада или предлог владата е должна да достави некоја програма до председателот за мислење.
Меѓутоа, ако влеземе конкретно во двата услова, можам да ги коментирам не како услови кои што ги поставил господинот Иванов, бидејќи не е надлежен за тоа, туку чисто како феномени кои што еве во јавноста се спомнуваат. Прво, ниедно од прашање од платформата на ДУИ не ја нарушува унитарноста на државата. Така да, апсолутно, ако ја кажеме дека е тоа некоја флоскула која што е нормална за председател на државата. Сваќате дека поракам кон ДУИ? Во ред, не знам, не можам да интерпретирам, само знам дека ни една од барањата од платформата не навлегува во унитарниот карактер на државата. А во однос на реформата на безбедносните служби, тоа е апсолутна неминовност. Јас сум кажал и во неколку наврати дека кризата што се случи во Македонија е всушност автоимун процес на хипертрофирани безбедносни служби кои што се наменети за албанците во овој период, меѓутоа ги изеде своите деца на некој начин, ако можам метафорично да кажам, бидејќи тие безбедносни служби беа хипертрофирани несоодветно на приликите во државата заради некој си така наречен внатрешен непријател, меѓутоа во автоимуните процеси обично не се знае кој е непријателот, па се вика дека ги јаде своите деца и така настана тој интраетнички македонски конфликт. Така да, таа реформа, мислам дека е предвидена во извештајот на Прибе и е неминовност и е обврска на било која влада ако се формира сега. Пред вториот одговор, да бидеме само коректни, денеска стигна објаснување од кабинетот на председателот во кој вели дека тоа не се услови, туку политички ставови на председателот Иванов за идните приоритети на новата влада, кои се конзистентни и се однесуваат на сите политички структури во земјата. Председателот нека си го виде своето соопштение, во соопштението е точно напишано барања. Да, тоа се барања. Значи тогаш нека се коригира, нека се извини пред целата јавност председателот. Во однос на второто, во однос на собирањето потписи, мислам дека е погрешна идејата да се симплифицира овој процес на составување на влада на ниво на собирање потписи. Мислам дека е тоа деградирање на целиот процес и навреда за целиот процес. Овој процес не е собирање на потписи, туку овој процес е консолидирање на ставовите на партиите кои што произлегле од изборите од 11 декември. Така да не може да постои процес на собирање на потписи, па после тоа или пак декларативно давање поддршка за потписи заради некоја пиар како дел од пиар стратегија. Ова се суштински разговори за да се наоѓа и изнајде решение по однос на прашањата кои што се излезени со платформите на политичките партии од изборите. И не може да се сведе на процес на потписи па разговори на влада, кога ќе има договор за влада или договор за било која од овие опции, тоа ќе се реши тогаш. Значи, така да исклучувам можноста дека може ДУИ да дозволи деградирање и симплифицирање на целиот процес на разговори помеѓу политичките партии на ниво на собирање потписи. Бидејќи ова го кажувате дека тоа е деградирачки, а бројот на освоените мандати е она што ги ефектуира практично во собранието изборните резултати. Дали вие, господине Османи, сакате да кажете дека во овој момент не е битно кој колку пратенички мандати освоил, битен е духот на она што ќе се договори. Да речеме во случајов дух на промени во општеството. Дали го имате истиот аршин кога зборувате за 61 глас во парламентот и дали го имате истиот аршин кога зборуваме за вашите 80 и неколку илјади гласови или 415.000 или 600 и не знам колку и така. Мислам дека се уште граѓаните на избори се организирани на ниво на етнички заедници и владите се формираат на ниво на представници на етничките заедници и тие представници го изразуваат волјата на тие етнички заедници преку платформите кои што тие ги на некој начин ги договараат, односно ги дозволуваат на изборите. Не можам сега да го најдам зборот. Меѓутоа да се сведе сето тоа на ниво на собирање потписи по собраниските ходници, во кои што индивидуални пратеници ќе создадат... Се согласувам. Затоа велам, дали истото се однесува и во однос на бројот на гласови. Кога се зборува кој колку освоил, бидејќи разликата меѓу првата и втората партија изнесува 1% од гласачкото тело. Во такви услови, можеме ли да зборуваме за некаков голем победник и помал победник при такви изедначени резултати?
Не. Да, тоа Тоа сакам да кажам. тоа е веќе друго прашање, не е на ниво на собирањето потписи, туку на тоа кој го има легитимитетот и дали легитимитетот е јасно изразен на овие избори. Тоа е веќе тема за која што може да разговараме по однос на кој дух го препознавате почитување дека е на изразен на овие принципот. избори? Вие како ДУИ, кој дух го препознавате преку легитимитетот што го добивте? Зашто гласале граѓаните според вас? Вие што заклучивте? Мислам дека е тоа слободна интерпретација. Ваша Демократијата е јасна и ги познава бројките во собранието. Бројките се такви. Ма велиме сега дека не ги сведуваме на бројки број- работите, туку на духот на она што треба да се договори. Затоа велам дали истото важи и за ова. Значи, бројките го изразуваат духот. Меѓутоа, тоа не може да се сведе на ниво на собирање потписи по ходници. Да, Туку духот се изразува нормално преку бројки. Нема друг начин во парламентарната демократија. Меѓутоа, сакам да кажам да не се сведе и да се упрости на процес на собирање на пратеници по собраниските ходници. Не е таков процес. Туку е процес на договарање на политичките партии кои што имаат најмногу пратеници во собранието. Во случајот ДУИ е клучниот фактор кој што треба да договори со една од политичките опции. Но господин Османи, мене прашањето повеќе ми беше дали ќе го легитимирате условно господинот Заев некој по собирање ходници индивидуални на пратеници по ходници, не го зборам ко партија. Дали прво ќе се разговара дали да му се даде мандатот со аргументи како што велите вие што дебатирате во Демократската унија за интеграција, или всушност тие потписи ќе значат веќе на некој начин хармонизирани ставови на ДУИ и СДС. Јас кажав дека мандатот е апсолутно небитен во ситуацијата. Тој што ќе обезбеди мнозинство, тој прави влада. Така да не знам која е логиката ние да обезбедиме потписи за мандат ако нема договор за влада. Што е целта на мандат ако нема мнозинство? Целта на мандатот без мнозинство е одржување на морал на членство. Ја не знам друга причина која е улогата на мандатот ако немате вистинско мнозинство. Фактички ако што ќе се 67 потпис нема да има потреба за 20 дена веќе. Тоа е веќе релативно дали има договор за избрани функционери, има програма на влада. Ако има веќе потписи, тоа веќе има влада. Тоа не е прашање. Затоа реков дека 20 дена се предвидени за состав на влада и за програма, а не за обезбедување мнозинство. Мнозинството се обезбедува пред да се добие мандатот согласно членот 90 од Уставот, доколку го читаме така како што пишува. И затоа реков дека Иванов уште првиот пат требаше ова да го направи, односно да чека доказ за мнозинство и немаше воопшто да според оваа интерпретација тоа значи дека ситуација. во тие 10 дена вие би требало да имате и договорено и влада. Зошто би било деградирање, бидејќи постапката е таква? Зошто би требало да го гледате тоа како деградирање? Значи, собраните потписи не прејудицираат дека вие ќе формирате влада. Собраните потписи се можност да седнете отворено и намаса да ги соочите аргументите. Тоа не го прејудицира заклучокот дека после 20 дена, на 20-тиот ден, вие ќе излезете со договор. Може би нема да успеете да се договорите. Да, меѓутоа која е целта, која е пораката? Тоа е процедурата. Мислам дека и сега можеме истото да го правиме. А која беше пораката со ВМРО дека седевте 20 дена? Затоа што доби мандат и вие па тоа велиме, а да се добие мандат за да разговарате. Јас кажувам како е вистинската интерпретација на членот 90 и не навлегувам која е мојата преференција. Ама и без таа вие седнавте со ВМРО, со погрешната интерпретација седнавте, а сега на затоа ова што имаше добиен мандат од господинот Иванов. Меѓутоа и тогаш разговаравме со СДСМ. И денеска ние разговараме со СДСМ. Така и денеска разговарате со ВМРО исто? Со сите политички партии и за сите опции Кога разговараме. би била последната средба со ВМРО? Не можам да навлезам во конкретни детали. Затоа реков дека мандатот не е ниту стимул, ниту пречка за почнување разговори. Сега веќе председателот Иванов трасираше една процедура и таа процедура треба да се следи. Иако за волја на вистината немаме рокови, председателот не кажа рокови и ние не знаеме и не постојат рокови. Ова може да трае до завршување на мандатот на оваа собрание 4 години. Буквално нема ограничувачки рок за оваа процедура.
Ви кажувам Формално право. како формално право. Тоа е една од целите или само го Ви кажувам напоменувате? чисто како формално правно. Како Не, шеста не, опција. не, така ние сме заинтересирани што побрзо да се најде решение. Ние бевме тие кои што инсистиравме што побрзо да заврши кризата, бидејќи сме заложник на таа криза за напредување кон евроатлантските Да, интеграции. меѓутоа за една недела имаме 2 месеци од изборите. Вие за 2 месеци не успеавте да најдете ни еден аргумент за 5 опции со кого и што сакате вие да постигнете. Затоа што одлуката не е лесна. Затоа што сме свесни за одговорноста, затоа што реков дека едноставно пин кодот не се отвара без тие 5 услови. Со едната страна не можеме точка 4 правна држава, со другата страна е принципот на консензуалноста во кој што е принципот почитување на победник со победник. И тоа се два суштински момента од една платформа со тие Вие мора да се одлучите, господине. Меѓутоа ќе се одлучиме секако. Тоа е тежината на политичката одговорност. Јас реков во неколку наврати дека побитна е добра одлука отколку навремена одлука. Ама сега велите дека ова може да трае како цел мандат на ова собрание. Ние во таква ситуација, ова да трае цел мандат, ние имаме само една легитимна институција. Тоа е претседател на државата. Имаме техничка влада, со спорен мандат, која може да извршува само технички функции. Заради измените на законот за влада, пржинските измени за законот на влада, сега се спорни позициите и на премиерот и на сите избрани министри. Парламент немаме, имаме избрани пратеници, немаме функционален парламент, значи тотален хаос. И ние не сме за тоа. Јас кажав која е формално правната рамка, временска рамка. Ние сакаме што побрзо да најдеме решение да формираме стабилна политичка влада која што ќе почне најитно со реформите на Прибе и која што ќе го продолжи процесот на интеграциите во НАТО, затоа што сметаме дека регионалните случувања толку не загрезуваат во моментот да не смееме да дозволиме ниту еден ден повеќе. Меѓутоа во рамки на тој разумен рок сметаме дека е подобро една добра одлука отколку една навремена во смисла на денови. Така 2 месеци после избори нема одлука. Кој е оптималниот рок вие да донесете навремена одлука? Ке се обидеме да бидеме што побрзи во таа одлука, меѓутоа мора да биде аргументирана, мора да ја исцрпиме дебатата, се уште постојат дилеми по однос на сите овие опции. Во моментот кога ќе се исцрпи таа дебата, ДУИ ќе донесе одлука. ДУИ има капацитет да донесе одлука. Оваа дебата што се случува во ДУИ е и нетипична за политичките партии, е толку и филозофска, и практична, и демократска. И сега проблемот е во пин кодот, се извинувам, проблемот е во пин кодот како што велите или проблемот е реално во тоа што во партијата има раздори, различни гледишта кои што вие не го признавате? Ова најкатегорично го демонтирам, дека во ДУИ нема преференции по однос. Значи сите тие конструкции дека ДУИ е фатена од ВМРО поради тендерската коалиција или дека е фатена од СДСМ поради прислушуваните разговори, паднаа во вода на сите тие аналисти кои што ги малтретираа граѓаните со овие теории, со фактот дека ние апсолутно не зависиме од никого за да ја донесеме одлуката, ниту чувствуваме притисок од било која опција за да донесеме одлуката. Ама нити ја носите одлуката. Одлуката ќе ја донесеме кога ќе сметаме дека нашата платформа ќе се исполни затоа што тоа е наше. Добро, тоа го слушам аргументите ќе бидат соочени едни со други. Мене многу ме интересира, се извинувам, многу ме интересира баш околу овие аргументи, комуникацијски малце ми е сето тоа нејасно кон јавноста. Значи ја беве навратил малце и кон од почетокот кон вашата изјава на Voice of America, каде што ги размрдавте, да кажам, размислувањата и односно ги концентрирате во еден правец, зашто тоа се свати како преференца, веројатно не ваша лична, но како портпарол на партијата, дека треба да се придржиме кон принципот да се придржите, односно кон општество да се придржиме кон принципот победник со победник. Лично и јавно изјавив дека се слагам со тој принцип, да, само кон мерка на немајоризација не на албанските политички партии, но не на албанските гласови во Македонија. Но секако не коалицирање, туку преговарање. Вие го завршивте
чаптер поглавје, да кажеме првото поглавје, речено вие се обидувате да кажете дека тоа е малце лошо разбрано, но сепак се кажа дека е затворено тоа поглавје. Само како фаза, не како... Се извинам, само да завршам, зашто сакам негде друго да стигнам. Но сигурно, значи, принципот победник со победник е веројатно давање на приоритет на преговори со победникот, но не безусловно коалицирање. Втора работа, дали принципот победник, зашто тука е начнавте таа тема, победник со победник принципот е според вас позначаен, ако го ставите на кантар да кажем, од платформата која реално не е само ваша, него е поддржана плюс од 5 политички партии, односно има поише гласови позади таа платформа албански и од условно вашите гласови во 2014 153, сега има веројатно таа платформа со сите тие потписи има над 170.000 гласови позади. Значи, дали може принципот победник со победник да биде над таа платформа? Значи, не можам така симплифицирано да кажам не е баш симплифицирано, кој е над, кој е... Знаете зашто се тоа е, го сватив прашањето. Тоа е, ја дава тежината на одлуката. Токму таа аргументација која ги ставаме на маса едната опција, во кој што доминира принципот победник со победник, принцип кој што ние го наметнавме, ние го креиравме тој принцип затоа што сметаме дека е единствен принцип, механизам за спречување на мајоризација на мнозинството врз другата етничка заедница, или пак на другата опција која ставаме неможноста за воведување на правна држава и продолжување на мандатот на СЈО, што исто така ни е многу важно, затоа што, пак ќе кажам, сите овие 2 години изнаслушнавме цела пропагандна машинерија да конструира со мислење дека ДУИ е криминална банда, дека е тендерска коалиција, дека има направено ова и ова. Еве ви можно, затоа инсистираме до крај, не може господинот Ахмети со целата негова кариера од пред 40 години да дозволиме некој да ја извалка преку пропагандна машинерија. И затоа ќе инсистираме СЈО да оди до последниот момент. И ќе го цитирам господинот Ахмети од вчера. Сакам рече да одиме и опозиција, за да може некој друг да дојде во влада и во институции и да ја провери мојата работа од 2002 до сега. И ако има нешто да излезе затоа што нема да дозволам јас во мојата политичка кариера да остане таква дамка од црната пропаганда. Затоа ви велам дека овие се тешки прашања кои што ние треба да најдеме решение. Дали принципот победник со победник, суштинско ви е прашањето, дали мандатот на СЈО од друга страна. Оваа дебата се не СЈО само сакам да ве вратам, колешка, само да завршам, зашто ова според мене е нешто што платформата реков дека е услов без кој се не може, и тука нема дебата, значи, по однос затоа ми е чудно кога велите дека се извинам. Затоа ми е чудно кога велите аргументирано дебатираме. Аргументирано дебатирате за што? За една од 5 опции ви не можете да разговарате сега аргументирано за третата опција. Јас реков дека немаме дилеми веќе и разлики по однос на етничките прашања. Добро. Аргументите кои што не разликуваат од опциите се тие што ги спомнав. СЈО со ВМРО ДПМН, принципот победник со СДСМ и други аргументи кои што сепак тука не сакам да ги спомнам во интерес на преговарачкиот процес, меѓутоа верувајте дека кога ќе заврши овој процес ќе излеземе транспарентно, ќе кажеме што ни беше дилемата за донесување на оваа одлука. Не е едноставна одлуката затоа што последиците по текот и курсот на државата се важни. И затоа ќе внимаваме за да ја донесеме најдобрата одлука. Ќе протежираме, односно ќе фаворизираме најбрзо решение, меѓутоа тоа најбрзо решение мора да биде и издржано решение. Јас сакам да ве вратам 15 години наназад. Верувам дека одлуката не ви е лесна, но сакам да направиме една споредба. Како му беше на Социјалдемократскиот сојуз во 2002 година и какви беа реакциите на нивниот пин-код кога со вашето влегување во коалиција со нив беше дочекано на нож од целата јавност. Вие бевте терористи, убици, бандити, луѓе од планина, дивјаци и не знам што, така што вака сега кога ќе се сетам на бомбиве, тоа индијанци можеби веќе ви доаѓа и како
комплимент после се што тогашната ВМРО ДПМН го користеше како епитет за Дуи, че трансформираната она. Тоа што она се трансформираше, ја соблече униформата, го остави оружјето, не значеше ништо кај оние мајки во црно, кои што ги оплакуваа своите загинати синови. Имаше жртви на двете страни. Значи, му беше ли лесно на Социјалдемократскиот сојуз во една постконфликтна година да направи коалиција со вас, за да денеска вие после 10 години, 8 години коалицирање со ВМРО ДПМН и еден комплетен застој во сите сегменти во општеството, да тврдите дека имате ист однос кон сите политички субјекти, дека ништо не превагнува на ниедна страна, иако имаме од блиската историја примери, кога во име на интеграција, враќање на мир, стабилност во земјата, некој направил жртви по својот рейтинг. Вие, извинете, господин Османи, мислам вие не лично како партија, играте една игра да не се замерите да не му одмогнете на ВМРО, да не му помогнете ни на СДСМ. Ве молам, таква е перцепцијата. Вие лично изјавивте дека со тоа што албанци етнички гласале за Социјалдемократскиот сојуз, дека е тоа политичка асимилација на албанците. Да. Па како можете во едно општество вашиот предзнак, во вашето име стои зборот интеграција? Значи, вие сакате да кажете дека како партија за вас плафонот е интегрирање во власта или ваша долгорочна цел е интегрирање на сите во општеството. Јас вториот аспект не го гледам кога зборувате. Не може политичка асимилација да тврдите. Ако одиме кон градење на граѓанско општество, не можете така да ги мерите работите и да тврдите дека еден ден ќе станете. Имаше две прашања. Прво, мислам дека токму ова што го зборувам ве демантира. Ние не чувствуваме никаква благодарност кон СДСМ за одлуката што ја има донесено во 2002 година, бидејќи токму таа одлука е почитување на новата реалност во Македонија после 2001 година и после рамковниот договор, почитување на двете нови етнички заедници квалификувани во новиот устав на Република Македонија и токму на принципот победник со победник. Благодарност би чувствувале доколку не би постоел тој принцип и влегувањето на Дуи во влада би зависело од волјата на СДСМ. Ние токму тоа... Во 2006 ве откачија, значи... Затоа сте благодарни на ВМРО дека ве откачија. Не, токму тоа сакаме ние да го спречиме, да не дозволиме представувањето на албанците во институциите да зависи од волјата на македонските политички партии, туку да се формира, да се дефинира јасен механизам како втората етничка заедница ќе биде представена во институциите, зашто токму отсуството на рефлектирање на демографската реалност во институциите беше причина за конфликтот. Ако победник во другиот блок во 2001 биде фашистичка партија, например, што ќе правите со принципот победник со победник? Нема да веројатно ќе се најде некое решение. Како ќе се најде, ако или принципот или што, како зависи која прави квалификацијата фашистичка, доколку меѓународната по сите квалификации, доколку опозицијата ја квалификува како фашистичка, мислам дека е тоа нерелевантно. Ако е квалификација на меѓународните институции, се разбира дека би имале... Значи, условно речено, ама мораме да зборуваме затоа што не е тој Библија, тој принцип што токму вашиот став дека ние албанците треба да сме благодарни на СДСМ. Не, јас само правам споредба. Доколку отсуствуваат механизми за спречување на мајоризација, нас ќе не доведе во ситуација на питачи и на зависници од волјата на македонските граѓани. Не ми е поентата да бидете благодарни, да знаете дека во клучни моменти некој имал храброст да донесе клучни одлуки. Тоа ми беше само поентата, не за благодарност да изразувате. Тие одлуки се одраз на новата реалност во која што во владата партиципираат представникот на македонскиот и на албанскиот етнички блок. И со тоа влегувам во второто ваше прашање, во кое што јас сум убеден и лично, новиот устав, значи не предвидува гледа Република Македонија како софтвер
фигуративно да кажам, како мнозинство на граѓани, туку како мнозинство на етнички заедници, на македонската, на албанската и на другата етничка заедница, во кое што етничките заедници имаат политичка автономија во одредување на нивните представници во институциите, бидејќи е видено дека ако се остава само на волјата на мнозинството, албанците 50 години беа надвор од институциите, 50 години не беа представени во ниедна ниту образовна, ниту културна, ниту научна било каква институција, затоа дојде до конфликтот 2001, затоа рамковниот договор воведе механизми на Бадентер да спречи мајоризација. Задржате ја мислата, нашите правила сепак се многу построги и мора да одиме на реклами, немаме време до недоглед да ги одлагаме, како што очигледно партиите можат да тактизираат. Пауза за реклами, па се враќаме со продолжение на дебатата. Бојар Османи, портпарол на Демократската унија за интеграција, е мој гостин вечерва во топ тема на ваша страна, а заедно со мене се и колешката Катерина Блажевска и поранешниот колега Газмент Ајдини. Се уште сме во дилема и веројатно така и ќе заврши емисијата кога е во прашање Демократската унија за интеграција околу дилемите што ги кочи да ја донесат конечната одлука. Господине Османи, ако прецизно ги набројавте 5 точки, ако индиректно потврдивте дека имате документ во кој за овие 5 точки имате предложено и конкретни мерки и дека за она што е најкритично, барем за дел од јавноста што смета дека е најкритично, а тоа се јазикот, буџетот и консензуалното одлучување, имате согласност и кај двете партии, а веројатно кај СДСМ и за НАТО и ЕУ, и за СЈО, кај другата имате проблем со СЈО, тогаш што друго подразбира на вистина она што Ахмети, а и вие неколку пати вечерва го нарековте, правилна одлука? Значи, не набројавте уште, ова се точките од платформата, меѓутоа не се тоа опциите. Опциите покрај ВМРО и СДСМ се уште 3 други. Дуи да остане во опозиција. Ме праша... не стигнав да одговорам. Точно е дека всушност и одговорив на некој начин кога кажав, го цитирав председателот Ахмети, дека би посакал и опозиција да ги поддржи со нашите пратеници другите, само да влезат во институциите и да контролираат... Хајде да не говориме во шифри, да ги поддржи другите. ВМРО ДПМН излегува со став, потврден и денеска, уште еднаш и вчера со изјава за други медиуми, тие сакаат избори. Ајде сега опцијата на избори да ја трнеме на страна. Што значи ова? Да ги поддржи другите, а ние да останеме во опозиција. Тоа во политичката теорија значи поддршка за малцинска влада. Значи и таа опција не ја исклучуваме, а мотивот кој што би не терал на такво нешто, пак ќе повторам, е за да дозволиме тие што цело време ни конструираат работи за нас, да може да влезат во институциите и да ја контролираат работата на ДУИ од 2002 до денеска. Кои се тие што ви конструираат? Значи, сите овие 2 години, целата пропагандна машинерија на опозицијата, вклучувајќи на албанските политички партии, кои што се обидува нас да не квалификуваат како партија која што има некаква криминална ориентација и така натаму. Ама со не подпишете платформа, сте на иста страна. Независно од платформата. Ние сме платформата е сосема друго. Политичката битка ја водиме. Ако има некој мотив за малцинска влада и поддржување на малцинска влада, е токму тоа да им дозволиме да влезат и да контролираат тоа што ДУИ има работено. Покрај СЈО, дополнително на СЈО да влезат и сами лично да контролираат Вашиот лидер во една прилика рече, ние не сме ангели. Навистина ли мислите дека сте толку безгрешни? Тука сакав да продолжам, не исклучувајќи можност дека индивидуалци може да погрешиле со законот, и тука партијата не стои во никаква одбрана. Меѓутоа, председателот Ахмети да се обвини ДУИ до тоа монструозно ниво како што се правеше од разни експоненти
на опозицијата, дуи не може да си го дозволи. Значи тоа би бил мотивот. Значи, ова е директна потврда дека власта најдиректно има шанси да ги спречи и да ги обструира во моментов сите истраги. Штом велите би се тргнале во опозиција за не измислуваме топла вода ако го кажуваме тоа. Се разбира дека затоа што кога владачката ВМРО вели дека СЈО работи по нечиј налог, да ги расчистиме работите. Дека СЈО се бори против обструкциите што ги прави власта во контролираното судство за начинот на кој што тие можат да дојдат до она што има потребно. Значи, ја нема да коментирам за ставот на ВМРО, го кажувам тука ставот на ДУИ, дека дополнително на поддршката и неопходноста за мандатот на СЈО, дури ја гледаме и можноста и лично да влезат само да докажеме дека... Дали ви е таа најблиска опција, ако може да ми кажете, бидејќи така се шпекулира дека таа ви е најблиска опција за да си обезбедите една позиција ни таму ни ваму, да дадете поддршка, но да не партиципирате во владата и да држите некаква наводна неутралност. Да, се уште не сме стигнати до фаза кога имаме поблиска и подалечна опција. Сите опции ни се некако во еквидистанца со ДУИ и прашањето на предвремените избори и прашањето на широка коалиција. Сметаме дека и тоа е сериозна опција, можноста да ја искористиме оваа криза, ова ситуација во која се наоѓаме да се формира широка политичка влада со конкретна реформска агенда во смисла на имплементирање на извештајот на Прибе. Како ќе се спроведе правдата ако во тој случај ако сите се внатре и тие што се засегнати со истраги? Институциите треба да продолжат да си ја вршат својата работа и затоа е дилемата. Затоа е дилемата и во ДУИ. Токму заради овие прашања кои што вие ги поставувате, како и ние ги поставуваме внатре, како со едната опција, како ќе се реализира ова со втората опција. И секогаш се појавува нешто ново, секогаш се појавува некоја друга дилема. Меѓутоа во прилика ви ги кажувам контурите, рамките на нашите размислувања. Значи дека сериозно ја разгледуваме можноста и гледаме позитивно и во една широка политичка влада со конкретна агенда, реформи на Прибе, евроинтеграции, решавање на прашањето на името и сите други прашања кои што се уставна како со промена на уставот може да се случува. Ама вака се чини дека вие навистина планирате овие преговори да ги терате 4 години, бидејќи треба да го имате предвид фактот дека во изјавата на ВМРО ДПМН вечерта кога не успеавте да се договорите, имаше две точки. Првата, нема договор, за нас единствена зрела и потребна опција за државата е нови избори. Точка број 2, остануваме на прогласот од пред Државната изборна комисија, а во тој проглас се вели: нема да прифатиме никакви хибридни решенија под притисок на меѓународната заедница. Хибридно решение е широка владина коалиција. И овие прашања се дел од таа внатрешна аргументација која што ние ја правиме. Меѓутоа се обидуваме да разговараме со сите, да ги убедуваме дека мора да најдеме некое решение, бидејќи не може оваа фрагилна држава да издржи толкава... Кои се тие сите што ги убедувате, се извинувам? Значи, разговараме со сите македонски политички партии, и со ВМРО, и со СДСМ, и со албанските политички партии. Господинот Ахмети не одмара во овој период, значи во интензивни консултации, во интензивни состаноци. Така да погрешна е тезата дека тој би помогнал во одложување на целиот процес. Он работи максимално, меѓутоа како што вие ги имате овие дилеми и ги поставувате и верувам дека и вие ги немате одговорите. Така и ние може и да ги немаме одговорите. Вие треба да ги имате, господине Бујар Османи, одговорите, бидејќи воспротивно за логичниот заклучок кој што се повеќе се создава во јавноста е дека вие просто уживате во оваа функција, дека сте главни, а тоа пак од друга страна создава контраефект, особено кај се поголем дел од македонската заедница која вели 10 пратеници на ДУИ ја држат во заложништво цела држава. Не е точно дека уживаме. Не македонските зашто ке па не случајно господинот Ахмети рече ја фрлив бомбата кај председателот, нека го превзеде он жешкиот. Он му ја врати бомбата, му ја врати бомбата на Ахмети повторно. Така да не уживаме. Бомбата е повторно во вашиот. Фитилот е кај нас, рече Ахмети, бомбата е кај Иванов. Значи, сакам да кажам дека не уживаме
во целата оваа состојба, сакаме што побрзо да се најде решение и ние го чувствуваме притисокот и од граѓаните, и од јавноста, од внатре, од самите себе си, да се најде едно решение што побрзо, да се затвори кризата, бидејќи сме свесни што се случува во регионот. Ние поблиску ги познаваме приликите што се случува во Косово, што се случува во Србија, па и во Албанија. И во Албанија, меѓутоа и пошироко и ги знаеме потенцијалните ризици и инфилтрирањето, ова што се случува со влијанието на Москва и на Русија во внатрешните прашања во Република Македонија, се сериозни потенцијални ризици кои што може да доведат до огромна дестабилизација со големи последици на 100 годишнината од балканските. Како ќе биде евроинтеграцијата кога вие со вашиот досегашен коалициски партнер сте на тотално различни шини? Значи во моментов ВМРО е во некаква преписка со Брисел, со Вашингтон, со Берлин, може би уште некој за кој се уште не сме дознале. Во меѓувреме стигнува огромна поддршка од руското МНР, таму се ламентира што еве и вашата волја на изборите не се ефектуирала во заедничка влада. И сега кога вашиот лидер ќе рече дека за албанците историски сонцето секогаш изгревало на запад, јас се прашувам во овие разговори со ВМРО ДПМН, некој не ги демантирате дека и натаму ги водите, дека фазата не е завршена, како вие ќе најдете заеднички начин да ги согласите ставовите кога веќе јас мислам дека партијата тргна по сосема друга насока? Мислам дека покоректно би било прашањето како вие дозволивте да таа партија биде победничка во вашиот етнички блок. И таа е дилемата. Тоа е изборот на македонските граѓани, кој што ние се обидуваме да го почитуваме, но не до крај заради сите овие разлики што ги имаме како суштински разлики. Па затоа што вие ветивте исто дека ќе го преиспитате тоа. Пред да ме прашате мене зошто бевте со ВМРО сиве овие години, ајде да се прашате и себе си како ние го избравме ВМРО сиве овие 10 години да биде убедливо победничка партија во македонскиот блок. И тоа не може да се негира како јасна волја на македонската етничка заедница. Непочитувањето на волјата има ризик за дестабилизација на државата. Затоа што ќе бидам по-конкретен, можеби повеќе од тоа што ми дозволува. 2006-2008 владата ВМРО-ДП не издржа ни 18 месеци, затоа што ДУИ тоа не го дозволи, затоа што албанците беа толку гневни дека некоја македонска политичка партија, некој Никола Груевски излезе и им кажа не, нема да биде во влада тој што вие го избравте, туку тој што јас го преферирам. Вриеше во албанскиот блок, вриеше во ДУИ, таа влада не издржа ни 18 месеци со максимални напори и од меѓународната заедница. Мислите дека ние не ја размислуваме што ќе се случи ако исто што се случи сега, како ќе реагира македонскиот народ на непочитувањето на нивната волја, како ќе реагира ВМРО-ДПМН. Значи и тие ги ставаме во делот на аргументацијата. Меѓутоа има некои прашања кои што се не може да ги поминеме. Од типот на СЕЈО. Затоа се обидувам, ова е врвот на демагогијата, се извинувам вечера што го кажувате. Јас се обидувам да сум коректен. Вие се загриживте за македонските гласачи ако вие не направите коалиција со ВМРО-ДПМН. Јас ви кажав дека ние како сериозна политичка партија ги Вкупниот контингент на граѓани кои гласаа за промени е многу поголем од бројката што ја книжи ВМРО-ДПМН и на кој вие мислите дека го одржуваат мнозинство? Јас се обидувам да сум транспарентен кои се аргументите внатре во ДУИ и со ризик вака да бидам па видете ги аргументите во Романија сега какви се на улица. Значи вие и натаму преговарајте за правната држава и избегнувајте го тоа. Дадам збор на предизвикаме Романија. Еве, кои се аргументите? Соопштение денеска од средбата на господин Ахмети со амбасадорката на ОПСЕ Нина Соумала Ине. Ахмети исто така ги повика меѓународните пријатели да не останат индиферентни кон случувањата во нашата земја и да продолжиме заедно да го изградиме општеството како во изминатите 16 години. Тоа е позицијата на господин Ахмети.
Позицијата на ВМРО ДПМН ја знаевме, кате ги искористи дури благ речник преписка, отворена кавга, не ни треба помош, не сакаме мешање од надвор, прозивање на сите амбасадори, преиспитување дали тоа они промовираат своји или лични ставови или ставови на државата, сеопшта конфронтација со се што можеше да значи стратешки партнер на државата. Која е најмалиот заеднички содржател тогаш на се уште отворената опција ВМРО ДПМН и ДУИ? Да беше поинаку, сигурно немаше да ја имаме оваа дебата, до сега ќе имавме веќе влада. Да немаше разлики меѓу ДУИ и ВМРО ДПМН по однос на овие прашања. Да, ама таа опција уште не е затворена. Вие уште ја држите отворена таа опција. Затоа што ви кажав која е причината и кој е принципот кој што е тежи во нашата аргументација за едната опција, а тоа е одлуката на македонската етничка заедница. Вие не можете тоа можеби да го разберете затоа што не сте албанец и не сте биле никогаш во позиција да бидете мајоризирани од мнозинството. Меѓутоа албанците тоа го чувствуваат, бидејќи ние го чувствувавме тоа 2006-2008. И затоа јас ви не се загриживте за македонците што мислат кога орелот во Газибава се поставуваше? Мислам, кога се грижите за македонците што мислат, кога не се грижите? Па мора да имаме еден став конкретен. Погрешно ме интерпретирате. Јас реков како сериозна политичка партија мораме да ги предвидиме и чекорите 1, 2, 3, 4 после повлекување на секој чекор. Ние не можеме да донесеме одлуки, а да не знаеме 3-4 чекора понатаму кои се можните позитивни и негативни последици. Кога ги кажувам аргументите, не кажувам моја преференција или наша преференција. Туку го кажувам на сериозноста на дилемите со кои што се соочуваме при донесување на одлуката. Вас ви е полесно од позиција на аналитичар и јас би бил во моментот кога не би требало јас да ја донесам одлуката. Имам милиони размислувања по однос на оваа прашање. Меѓутоа од нашите одлуки утре зависи безбедноста на државата, зависи безбедноста на граѓаните, зависи политичкиот дискурс кој што ќе го фати земјата. Затоа велам дека добра одлука, издржана одлука во овој момент е подобра од навремена одлука, меѓутоа не ние цело време се обидуваме да дознаеме што е тоа издржана одлука и покрај овие 5 завети со албанските гласачи и никако не успевавме. Еве можам да заокружам. Затварањето на темите на рамковниот договор ќе биде такво олеснување за државата, да такво едно бреме кое што го држи сиве овие 20 години. Многу добро знаете дека со оглед на фактот дека сега се преговара за 61, со оглед на фактот дека не е можна влада широка коалиција поради ставот на ВМРО ДПМН. Многу добро знаете дека и во документот и во документот кој што признавте дека го има, меѓутоа не сакате да ја обелодените неговата содржина, во однос на сите прашања, јазик, буџет и консензуалност, самите имате предложено решенија за кои што се свесни дека можат да поминат во овој момент со 61 глас. Не одите на решенија за кои што знаете дека е потребно двотретинско мнозинство. Затоа да не манипулираме. Не манипулираме, јас кажав, за прашањата за кои што е потребно двотретинско мнозинство. Тие се тргнати настрана. Тие не се тргнати настрана. За нас беше битно да постигнеме внатреалбански консензус по однос на тие прашања како предуслов за отварање на албанско-македонски диалог. Бидејќи сметаме дека ставајќи ги под тепих тие прашања ќе ни се акумулираат до ниво на експлодирање. Ние сметаме дека овие прашања кои што и го затвараат последното поглавје од правниот, односно од легислативата на рамковниот договор, прашањето на јазикот. Тоа е единствено незатворено прашање, е прашањето на јазикот. И затворањето на оваа прашање значи едно такво тргање на големо бреме за државата и започнување на нова фаза во развојот на Република Македонија. Што е толку страшно вечерва? Тогаш ние ќе разговараме за тоа граѓанско општество во кое што вие сега не можеме да развиваме граѓанско општество на нерамноправни заедници и нерамноправни граѓани. Да ги затвориме прашањата од етнички карактер. Тоа што сега имаме можност и ви кажав дека е историска шанса кога минимални се разликите со македонските политички партии. Што е толку страшно да кажете кои се вашите предлог решенија, еве за јазикот за кои што и двете партии се согласиле. Тука нема да му наштетите на преговарачкиот процес бидејќи и двете партии се согласиле.
Еве, кои се решенијата во тој меморандум или non-paper што го имате доставено до двете партии на тема јазик? За другите нема да ве прашам. Целосно имплементирање на членот 5 од Уставот. Што значи тоа? Вие имате влезено во детали. Јазикот на граѓаните кои што го зборуваат повеќе од 20% и јазикот на граѓаните кои што се повеќе од 20% е исто така службен јазик. И точка. Значи, Уставот, тоа е компромисот што е направен со рамковниот договор. И ние се обидовме овој период заради недостаток на волја сукцесивно да го решаваме тоа прашање. Ние сме свесни дека и во Уставот има одредени разлики во употребата, во службената употреба на албанскиот јазик, во надворешната политика, во делот на употребата во цела територија и таму каде што не живее ниту еден албанец, и тоа се дилемите кои што ги разговараме. Меѓутоа, во однос на тоа што стипулира Уставот дека јазикот на 20% од граѓаните е исто така службен, тоа е прашање кое што ние сме го затвориле во 2001. Тоа што немаме храброст, немаме волја да ги завршиме тие прашања. И тогаш да зборуваме ние за пак не ми кажувате што е толку страшно и проблематично да излезете и да кажете да, Демократската унија за интеграција во однос на јазикот ги предлага овие решенија, во однос на буџетот предлага, како што според мои информации сте предложиле, да се почитува принципот дека на Агенцијата за рамноправен регионален развој не само што ќе се дава процентот утврден со буџетот, туку ќе се зголеми. Да се утврдат и јасни принципи како ќе бидат поддржувани општините, а не Груевски да си шета со вреќа пари и да ги дели по негови. Зошто е проблем да се кажат тие работи? Додека траат разговорите, ние да лицитираме во јавност, бидејќи и постои ризик. Рековте дека ги прифатили двете партии. Постои ризик тоа да се злоупотреби, да се влијае на процесот. Но еве не негирате ништо од тоа што јас го кажам. Ние да ги разговараме на маса со политичките партии кои што се представени во собранието во моментот кога ќе постигнеме или нема да постигнеме договор и ќе се заврши овој процес, ќе излеземе транспарентно, ќе кажеме. Вие не се договарате за семејна забава со било која партија, вие се договарате за иднината на државата и сите што не гледаат вечерва треба да знаат за што се договарате. Мислам дека покоректно е прво да го слушнеме мислењето конкретно и на другата политичка опција, иако генерално кажав дека ги знаеме ставовите по однос на другите прашања, меѓутоа да се заокружи тој став, потоа ќе дебатираме и заедно со нив, ако треба, по однос на... Ова малце искрено да ви кажам, за мене е збунувачки. Ги знаете или не ги знаете ставовите? Вчера вашиот председател збореше за молкот на СДСМ во врска со платформата и дури имаше едно интересно објаснување дека него дури му се допаѓа на некој начин тоа. Веројатно вие ќе се го разложите, не можам ја да го разложам тоа, но ова што го велите, условно кажано во наводници, вие сте во малце полесна ситуација отколку што ние мислевме ако ги знаете од двете страни. Значи, ако е токму вака ситуацијата, ја мислам дека стварно сега се појавува аргументирано шпекулацијата, односно дилемата во јавноста дека се води битка во Дуи, на Дуи или за Дуи. Значи, мислам дека треба малце по јасно и по концепирано да се каже, затоа што и она што го вика колегата Боби. Значи, ако ги знаете ставовите, ако се тие еднакви, многу лесно се препознава кај е разликата меѓу нив. Значи, ќе се повторам по не знам кој пат. По однос на ако ние не сватиме од гледачите, по однос на етничките прашања. Ги знаеме ставовите и сметаме дека немаме разлики ниту со ВМРО, ниту со СДСМ и сметам вие немате разлики или тие немат разлика меѓу нив? Никој со никого немаме разлики. Разликите се по однос на тие точки кои што ги спомнав од нашиот пин код, пак ќе кажам. Само со ВМРО сваќам дека ги имате тие. СЈО, односно точката 4, правна држава, консензуалноста со СДСМ во делот на почитување на принципот победник со победник. Зошто тогаш ВМРО брифира секаде по медиумите што се под негова контрола дека воопшто не сте се согласиле? Тоа е наменето за членството на ВМРО? Не знам дали ВМРО брифира или тоа медиумите го прават, меѓутоа не му помагаат на ВМРО со таквите ставови. А дали вие му помагате на ВМРО ДПМН со тоа што криејќи ги деталите од платформата за кои што велите дека ВМРО ДПМН се согласил,
доколку евентуално постигнете утре задутре договор некаков со Заев, нели му помагате на тој начин на ВМРО ДПМНЕ да ја впрегне својата пропагандна машинерија дека еве ние ова го одбивме, меѓутоа предавникот Заев го прифати. И ја продаде државата, ние не сме заинтересирани ниту да помогнеме на ВМРО, ниту на СДСМ. Нас ни е битно да се реализира платформата која што платформата ја прифаќа беше пред се како партија, тоа го верувате. Тоа е во интерес на државата. Затварањето на овие теми, јас реков дека ја ослободува државата од енергија која што не можете да ја помогнете на државата ако некаде не го насочите, ефектуирате бројот на пратеници што го имате. Ќе го насочиме, вие мислите дека до недоглед ние тоа ќе го одложиме. Ние ќе донесеме одлука. Меѓутоа сакаме таа одлука да биде издржана разгледувајќи ги сите можни други колатерални ефекти од нашата рековте, одлука. после емисијава одите во клинички центар на вашата матична клиника на операција. Ако вака толку време вие разгледувате ситуација како да постапите одлуката да биде добра, а не на време, пациентот ќе ви умре. Мислам, сега Македонија 2 години е во криза. Релативна компарација, меѓутоа и таму исто така треба да се мери добро пред да се сече. Да, но многу долго се чекало. Последиците може да биде лошо. Ахмети, ќе го цитирам вчера, рече 99 пати ќе мериме, 100-тиот пат ќе пресечеме. Колку пати измеривте до сега? Не сме стигнати до 99-тиот пат. Значи, до каде сте од прилика да имаме ориентација? Интензивно работиме и заинтересирани сме што побрзо да донесеме одлука, меѓутоа ви кажувам дека колатералните ефекти од одлуките голем број од аналитичарите воопшто не ги размислуваат и не ги земаат во предвид. Се обидуваме да не оставаме колатерален ефект неразгледан, неанализиран, бидејќи сметаме дека се ова критични моменти за државата и сакаме да придонесеме за стабилност на државата и иднина на граѓаните. Одиме со уште една пауза за реклами, а потоа завршните прашања од моите колеги. Во завршница сме на вечерашната топ тема на ваша страна и овој речиси час време разговор не даде одговор на клучната дилема што значи правилна одлука за Демократската унија за интеграција, докаде стигнале со броењето до 100, дали се до 50, 60, 70 или 80 или 99 и колку ли може да трае целиот овој процес на размислување и вагање на аргументите. Она што единствено може да се одвои како заклучок од моја страна од сета до сегашна дебата е дека без претходен договор околу платформата, околу начинот на соработка, што значи без договор за влада, формално подписи од Демократската унија за интеграција, Зоран Заев нема да добие. Бидејќи сме куси со времето, а и натаму, а тоа не е невообичаено за дебатите со господин Османи и со Дуи, многу прашања остануваат отворени. Завршни кратки прашања од моите колеги. За мене веќе само една прашање на крај. Рековте дека го земавте символички, вашиот председател рече дека отишол кај господинот Иванов и му го предал клучот. Господинот Иванов ја заглави бравата. Дали ќе го земете пак клучот, во кое време и дали ќе одглавите таа брава? Ние сакаме, пак ќе кажам, што побрзо да се затвори ова прашање. Клучот очигледно е кај нас после одлуката на Иванов да не додели мандат и да дозволи консултации. Воопшто не се китиме на некој начин со тоа што го имаме клучот, туку е тоа голема одговорност која што ја чувствуваме на нашите плеки за донесување на таа одлука. Сакам граѓаните да не разберат дека постои вистинска дебата за аргументите по однос на сите 5 опции, не заради тоа што ние сакаме да одложиме, не заради тоа што ние немаме капацитет да донесеме одлука, туку заради тоа што сакаме таа одлука да не ги разочара граѓаните. Сакаме таа одлука да значи почеток на завршување на кризата, сакаме таа одлука да значи продолжување на патот кон интеграцијата кон НАТО и Европската унија. Работиме денонотно, буквално седницата на председателството не е завршена
со тоа што консултациите траат, ќе се консултираме со меѓународната заедница, нема да се донесе одлука без да се слушне ставот на меѓународната заедница, нашиот единствен партнер, без кој во Македонија ништо добро не се случило во овие 25... Кој дел се извинувам и малку интервенирам? Западот или Русија, бидејќи Русија е многу загрижена за вашата коалиција со ВМРО? Западот и само Западот, значи Брисел и Вашингтон, тоа се наши постојани партнери, нема да се донесе одлука без да се слушне и нивното мислење, ќе се земе предвид волјата на граѓаните, ќе се земаат предвид аргументите и ќе се донесе одлука која што нема да ги разочара граѓаните на Македонија. Катерина. Јас после сите овие екзибиции вечерва да избегате од конкретни одговори. Мислам дека максимално се трудев да бидам транспарентен. Само сакам да ви кажам дека јавноста не верува дека било кој од тие 5 заклучоци, пин кодови и така натаму ќе бидат пресудни во вашата одлука. Ниту на крајот мајскиот договор кој што го споменувате, принципот победник со победник, бидејќи во сите досегашни влади со ВМРО-ДПМН што сте ги правеле, секогаш ви била прикачувана и ДПА како шлеп служба, која што пак не била победник за да биде поканета да влезе во владата или да дава поддршка. Заради тоа сметам дека мајскиот договор ви е лажно алиби, дека некои други фактори најмногу ќе одлучат за ова, но дека чекањето и тактизирањето со клучот што го имате во рацете како партија, на крајот можеби ќе биде казнето следните избори од гласачите, бидејќи следните избори брзо ќе дојдат, а вашето тактизирање... Ако има кој да ги распише, бидејќи ако не изберат председател на собрање, нема да има следни парламентарни, но ова тактизирање долго ќе ви биде. Мене ми е жал што не успеа во текот на оваа дебата да ве убедам дека сум искрен во тоа што го кажувам, дека се обидов да бидам максимално транспарентен, без при тоа да направам штета на преговарачкиот процес, да ги кажам кои се нашите дилеми. Може граѓаните тоа да го земаат како слабост, фактот што ние имаме дилеми, бидејќи веројатно очекуваат од политичките партии да носат одлуки без да размислуваат. Јас сакам денеска да бидам искрен и пред вас и пред граѓаните дека постојат вистински дилеми кои што не ограничуваат за да донесеме одлуката веднаш, дека во најголем нивни интерес го држиме овој притисок, односно го издржуваме овој притисок што го имаме и од јавноста. Меѓутоа, ние ќе истраеме во тоа да ја донесеме најдобрата одлука. Нема да дозволиме одлуката да ни ја наметнат ниту медиумите, ниту аналитичарите, ниту сите тие што се обидуваат да прават притисок на различни форми. Ние сме сериозна политичка партија со голем капацитет. А зашто медиумите што се нешто донесеме, што ви така испод чест? Има и такви медиуми кои што се обидуваат да прават притисок, меѓутоа ние не носиме емоционални одлуки, носиме рационални одлуки, тоа што господинот Ахмети вели со ладна глава, за да одлуката биде во интерес на граѓаните. Оште колку ќе треба граѓаните да чекаат, бидејќи е во нивен интерес, а очигледно дека граѓаните без оглед на критичката припазност се по-нервозни од сета оваа неизвестност. Лоша одлука ќе има последици 4 години. Може да ја донесеме денеска, но последиците граѓаните да ги имаат 4 години. А ние со вас 10 години имаме лоши последици? Па добро, тоа е ваша проценка што укажува дека имате преференции за едната или другата страна, јас сум аналитичар, што не би требало да има. Европската комисија има такви забелешки, не јас. Не, ама ако сметате дека 10 години било лошо, тоа значи дека имате став по однос на политичките. И верувам на оценката на Европската комисија. Никаква одлука е најлоша опција. Па не знам дали е најлоша опција, зашто брза одлука со трајно тешки последици е полоша отколку една одлука која што... Брза одлука е релативно веќе. Ако вие спомнате негде во емисијава формално правно 4 години, тоа више мислам дека и нас не уплаши. Не, јас 4 години ги спомнав како категорија која што не е регулирана од страна на Уставот. Меѓутоа, апсолутно не е цел тоа на ДУИ. 2 месеци помина, ако тоа ви е прифатливо, значи можеме да сметаме на уште 2. Затоа што ние сме заинтересирани да заврши што побрзо. После не мора ни за СЈО да разговараат, ќе му истечат роковите. Во јуни 4 за едни, до 30 јуни има рок за одреден дел од
предметите на СЕО. Ние сме заинтересирани што побрзо да се заврши ова прашање, да ја донесеме најздравата одлука, најиздржаната одлука која што нема да ги разочара граѓаните. Пак ќе кажам, се обидов најискрено да објаснам кои се дилемите и кои се аргументите. Ние немаме за разлика преференции за едната или за другата македонска политичка опција, веќе не сме субјективни во тој А имате 10 години со тој што го преферирате партнер. Не, тоа беше избор на македонските граѓани кои што го наметнаа како наш партнер, не е избор на ДУИ да биде партнер. Можете да ревидирате? Не функционираме. Можете да го ревидирате партнерот? Може граѓаните 5 пати да ревидираат на избори. Вие можевте да го ревидирате во текот на мандатот. Мислам дека граѓаните треба да ги ревидираат партиите, а не другите политички партии. Така да, пак ќе кажам, во најбрз рок ДУИ ќе ја донесе најздравата одлука која што нема да ги разочара граѓаните. Ајде да завршиме тука, бидејќи воспротивно повторно ќе ја почнеме дебатот од почеток без епилог. Благодарност до Кристина Ганич, Илир Дика, Маријан Кираџиски, Бекјаровски, Петров, Лачки, Пинтовски и неколку следбеници наши на Твитер кои испратија своји прашања, меѓутоа очигледно сите ги мачат истите проблеми и дилеми, сите прашања беа офатени од моите колеги, па затоа поединечно и не ги читав нивните прашања. Благодарам за вниманието, ви благодарам за гостувањето. Следното издание на Топ тема на ваша страна е во понеделник. Останете со Телма.